Железни опинци ќе облечам, просечна плата од 500 евра во Македонија ќе има, рече премиерот Зоран Заев од трибина во Велес, каде граѓаните имаа можност да му поставуваат прашања нему и на вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Зборувајќи за економската состојба во земјата, Заев истакна дека сега без ниту едно отворено билатерално прашање, Македонија конечно може да направи крупни чекори напред. Економската перспектива тој ја гледа и преку зголемување на потрошувачката и куповната моќ, што пак оцени зависи од инвестициите во државата. Сега мора да работиме. Сега тоа што зависи од нас, и владата, и парламентот, но и граѓаните, и бизнисмените. Сега просечната плата е 24.548 денари. Претходно беше 22.889. Дојдовме до просечна плата од 400 евра. Железни опинци ќе облечам. 500 евра плата. Просечна во Македонија ќе има. Граѓаните го прашаа премиерот што планира да направи за Македонија да престане да биде гледана како мекана ефтина работна сила, на што вице-премиерот Кочо Андјушев реплицираше дека платите во Македонија ќе растат како резултат на инвестициите кои доаѓаат и дека луѓе кои работат за 9.000 или 10.000 плата не постоеле веќе во државата. Платите во Република Македонија ќе растат како резултат на инвестициите кои што ќе доаѓаат. И нема потреба во Македонија веќе да доаѓаат инвестиции кои што ќе бидат трудоинтензивни, да запослат 6.000 луѓе, кои што ќе земаат по 9.000 или 10.000 денара плата, оти такви веќе луѓе нема во државата. На трибината во Велес сметководителите ги кажаа проблемите со кои се соочуваат и најавија протест пред владата во вторник. Пазарџиите побараат вице-премиерот Андјушев итно да ургира во Министерството за економија, зашто проблемот со законот за пазарите, како што оценија, мора да се реши веднаш. Текнавме впечаток дека министерот и министерството некако како да немаат волја да го решат овој проблем. Односно некако водата ја тера на друга страна. Еден апел до вице-премиерот да ургира кај министерството, кај министерот што побрзо. Значи не да се одложува за една година и ние ќе си седиме на дека проблемот е решен. Значи веднаш да почнеме со решавање на овој проблем. Премиерот Заев соопшти дека законот за пазарите ќе се одложи, истакна дека е потребно да има соодветни минимални цени за лиценците, но и се да биде регулирано. На изјавата на премиерот за зголемување на просечната плата пристигна реакција од опозицијската ВМРО ДПМН, кој потсетија дека Заев ветил просечна плата од 500 евра уште пред 2 години и не го реализирал тоа.